Вака сега да направиме една споредба. Вие пред неколку дена се задолживте или ја задолживте Република Македонија граѓаните со нови 180 милиони евра. И да бевме ние на ваше место како опозиција, ќе испраќавме писма до, не знам, кинеската банка и ќе велевме дека државата е пред банкрот, немојте, ве молиме, не давајте пари дополнителни задолжувања затоа што нема кој да ги врати. Па вие тоа го правевте како опозиција. Тоа е разликата на одговорна опозиција кога е во прашање СДСМ и ВМРО ДПМН. Значи вие 2015-16 година, кога требаше да се земе таа евроврзница, испраќавте писма до релевантни светски економски институции од каде што требаше да се земе таа обврзница да се подигне, дека готово државата е во банкрот, ако издадете таа обврзница ќе дојде во прашање нејзиното враќање. И што направивте, што е резултатот? Ги зголемивте каматите, така? Вие чувствувате одговорност кон тие пари. Значи, одговорност, затоа што ако не беа вашите допишувања и писма, сигурно дека таа евроврзница ќе беше земена со многу помала камата и граѓаните на Република Македонија ќе требаше да отплаќат многу помал долг. Тоа е разликата опозиција, позиција, ВМРО ДПМН и СДСМ. Велите што вие направивте за образованието, па сега сакате да импутирате дека ВМРО ДПМН никогаш не ги зголемило платите. Значи 2007 година, да ве потсетам. 2007 година ВМРО ДПМН ги покачи платите во образование, не само на наставниците, во образование зборувам, и не само на оние што земаат минимална плата во образование, значи на сите во образование. 10%, 2008 година ги зголеми уште 10%, проектот беше и третата година, 2009 да се зголемат 10%, не се, ама проверете го тоа, не се зголемија, зошто? Не затоа што имаше нормална економска клима во Европа и во светот, затоа што тие години или таа година започна светската економска криза, па продолжи со европската и така натаму и така натаму. И во моментите кога соседните држави отпуштаа вработени од администрацијата, кога не исплаќаа пензии, во Република Македонија ниту еден поради тие светски кризи не остана без работа во државната администрација и не се намалија, туку напротив, се исплаќаа редовно пензиите во Република Македонија. Зошто се направи тоа и зошто македонската економија имаше кондиција и беше во можност тоа да го издржи? Затоа што со самото доаѓање на власт 2006 и 2007 година, кога имаше можност буџетот, односно економијата во Република Македонија, се исплати предвремено долгот кон, мислам дека беше Светска банка или Меѓународниот монетарен фонд. Тогаш критикувавте зошто се исплаќа, мала е каматата и така натаму и така натаму. Се исплати и со тоа, кога настана кризата 2009 и 2010 година, пак ќе ви повторам, проверете го тоа. Нема држава во опкружувањето која што не ги намали пензиите, каде што имаше проблем во исплатата на пензиите, каде што голем број административци беа избркани од работа. Во Република Македонија тоа не беше случај. Така работат одговорни влади и влади кои што не мислат само за утре или задутре, кои што мислат за наредните 3, 4 или 5 години. Зборувате за образование, па зборувате за 193 факултети. Па добро е да се отвараат факултети. Тие што нема да го издржат предизвикот од времето, квалитетот, не е ништо страшно и да се фузираат со некој друг факултет, универзитет, па дури да се затворат, но отварањето на факултет не може да биде исто со, не знам, нови обвинителства, отварања, нови инвестиции во обвинителства, а видовме како завршија тие сите, или кредибилноста на таквите квази решенија. Добро е да се отвараат факултети, школи, основни, средни, универзитети нови. Не го земајте тоа како нешто лошо. Искрено ви го кажувам. Бенефитите од тоа може да ви го кажат многу студенти кои додека не беа отворени овие факултети, не зборувам за сите, но одредени од нив, завршуваа на факултетите и универзитетите во државите во соседството, да не именувам. И таму ги оставаа македонските девизи кои што нивните родители тешко ги спечалуваа во Република Македонија или вадеа кредити за истите. Погледнете го бројот на студенти што студирале во соседството 2006, 2007, 2008 и видете го од 2010 навака. Драстично е променет во корист на студирање во Република Македонија. Зарем е тоа лош проект?
Сигурно дека имало грешки во сето тоа. Апсолутно. И тука се согласувам. Но наместо тоа да го поправите, наместо тоа да го усовршите, да сето тоа добие на квалитет, вие едноставно што? Екстерното ќе го укинеме, ќе ги затвориме факултетите. И голема работа сте направиле. А кај е главниот проблем? Или кај се суштинските проблеми? Реалните проблеми кои што не се големи, а вие не можете да ги решите. Мене и на граѓаните навистина не им е јасно. Особено на родителите кои што ги пуштеле своите деца во образовниот систем. А некои од нив за жал немаат можност. Кои немаат можност? Имате над 150 деца во Република Македонија, во 21 век, во 2019 година, кои што не посетуваат училиште основно образование. И уште не сте го решиле проблемот. Некои бројки се 150, некои се близу 200 дечиња. Не посетуваат настава во 21 век, ви се молам. Тој проблем не може да го решите. А вие зборувате за некакви 193 факултети. Не е ова смешно. Јас искрено се извинувам ако можеби претерувам во гласноста или во начинот на изразување. Но е сериозен проблем. Зборувавме на комисија за образование, наука и спорт. Зборувавме и на пленарна седница. Беше и пратеничко прашање. И наместо да се интензивира решавањето на проблемот, напротив, ништо не гледаме од тоа. Ништо, апсолутно ништо. Еве ви кажувам, во Скопска гимназија има паралелки во кои што има над 34 ученика. Дали е законски тоа? 35 не може. За тоа 35 во претходните гарнитури некои директори плаќаат по 4000 евра казна. Само тоа да го знае. Да. Кај се книгите? Историја, географија. Значи, дали се во Европа 92 или се во некоја друга печатница, родителите не ги интересира. Родителите ги интересира ова Министерство за образование да ја обезбеди книги, учебници на децата, на учениците. Еве, веќе замина првото полугодие. Немаат учебници. Тоа се реалните проблеми сега што се случува. Да не зборувам за некои перспективи за наредните 3, 4, 5 или 10 години, која што секоја влада која што се грижи за граѓаните, за учениците или која што условно кажано, како што вие велите, вложува во човечкиот капитал, треба да го прави. Па вие зборувате за факултети. Прв пат во академската историја на Република Македонија, еден факултет од Државниот универзитет Свети Кирил и Методи не ја почнува академската година. Ја почнува со штрајк. Ви протестираат професори на факултет во звања редовни професори, вонредни, доценти, за асистенти не зборувам затоа што нема асистенти. И вие зборувате за вложување во човечки капитал. Професорите по химија, еминентни професори, факултет кој што е репрезентативен во европски и во светски рамки, вие го доведовте во ситуација да сите тие излезат на штрајк и протестираат. Зошто? Затоа што, тие тоа го кажам, немаат услови за работа луѓе. Па решете го тоа, луѓе, 3 години сте власт. Не мислите дека претходните 10 немало проблеми? Се решавале. Затоа сте власт. Значи се решавале. Немало универзитет кој што штрајкува и не ја почнува академската година. Напротив, имало нови факултети, самите кажавте. Имало нови универзитети, самите кажавте. Затоа ви велам, оваа флоскула вложување во човечки капитал е антитеза на вистинската теза. Немање капацитетност за капитални вистински инвестиции кои што носат прогрес и кои што носат развој и чиј што развој имплицитно треба да влијае на вистина во развој на човечкиот капитал. Затоа ќе ве замолам, прочитани сте од граѓаните, наставниците, лекарите, пензионерите ќе си ги земат дополнително средствата кои што и по закон требаше да си ги земат, но тоа не е апсолутно доволно да се дефинира дека некоја влада работи на подобрување на човечкиот капитал. Ви благодарам, верувам дека во натамошната дискусија ќе се доразјасним.